4 месеци против судот во Гевгелија се води вистинска медиумска харанга во Република Бугарија. Како судот во Гевгелија го цени целиот овој случај со Спаска Митрова и дали пред затворот на судот госпоѓата Аврамчева има грижа на совест дека мајка на малолетно дете прати на 3-месечна затворска казна. Очекувате ваков циркус да излезе од целата оваа работа? Не, воопшто не очекував. Бидејќи ова е навистина циркус. Бидејќи ова навистина ги премина сите граници на добар вкус, морам да ви признам. Не велам од ваша страна, не велам од страна на таткото, ама апсолутно од другата страна. Бугарска држава, премиер, министри за диаспора, нејзини изјави, пушка да се самоуби, мислам, тоа навистина дури ни холивудски сценаристи не би може да го смислат. На жалост така е. Имате сила и нерви да го истрпите овој процес до крај? Зошто да не? Јас и на крај би рекла дека најодговорно тврдам дека Спаска Митрова е судена во една законита постапка. Дека донесените одлуки се засновани врз основа на устав, врз основа на закон, врз основа на меѓународни договори. И секогаш водејќи сметка и применувајќи ги начелата, на непристрасна примена на правото. Сите одлуки на овој суд се потврдени од апелација. Независно на положбата на странките. Тоа е многу битна работа. Судике, сите одлуки на овој суд се потврдени од апелација. Сите одлуки се потврдени и од страна на апелациониот суд и од страна на Врховниот суд, како највисок суд. И Спаска Митрова, уште еднаш ќе кажам, дека е судена во законита постапка. Во каде што се обезбедени, еднаквост, равноправност, како гаранција за обезбедување на правна сигурност на граѓаните, владење на правото и на правдата. Не, со затворниците сум нямала никакви проблеми. Имах со службата, со една командирка од службата. Какъв беше проблема? Проблема, тя и сметаше това, што сум българка. Че си българка? Какво ти казваш? Тя ми казваше аз да взема пушка и да се убия, защото сум българка. Очекувате дека ќе има дополнителна радикализација на целата оваа ситуација? Спаска, по сите информации заминува во Бугарија, бугарска држава застанува зад неа, бугарска држава врши силни притисоци врз Република Македонија. Јас колку шум информации, никој од македонската страна не ви сконтактирал. Никој. Како да сте невидлив, како да не постоите, како однапред да се откажале или ве отпишале. Што очекувате? Вие веројатно ќе живеете постојно со страв дека Спаска може еден ден да дојди, да ја украде керка да донесе во Бугарија и никош да не ја видите. И што чаре, господине Савич? Не знам. Не знам, во моментов, не знам. Останувам да видам текот на настаните, како ќе биде, така да... Не знам во моментов.